Ден од мене. Денеска сме во Прилеп. Како дел од теренската акција важно е. Од тебе зависат промените. Продолжуваме насекаде низ Македонија. Заедно сме со подпредседателот Николовски, со градоначалникот, со пратениците, председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Прилеп, со советниците, со луѓето, со поддржувачите, активистите. Денеска во Прилеп ќе разговараме за она што е важно за прилепчани, а што треба да биде дел од идната програма на ВМРО-ДПМН за следните парламентарни избори, бидејќи за неколку месеци од денеска почнува и официјалната кампања за следните парламентарни избори. Ние имаме, би рекол, студиозен и многу темелен пристап. Во оваа предкампања, во оваа теренска акција, сакаме со граѓаните или групи граѓани да разговараме и директно од теренот да слушнеме што е она што е за нив важно, а што би требало да биде дел од програмата на ВМРО-ДПМН, кои се очекувањата од идната влада на ВМРО-ДПМН, па да видиме, да ги анализираме, да направиме јасна методологија, што е тоа што ќе го исполниме, што е тоа што едноставно поради објективни причини не може да се реализира, што е тоа кое што во фази ќе се реализира. Многу сме внимателни и сакаме да влеземе во кампања во која што тоа што ќе биде кажано и ќе биде испорачено. Не сакаме да ветуваме чуда. Ние не сме чудотворци, а и чудата не се возможни. Сакаме тоа што ќе го ветиме да биде и реализирано, бидејќи во минатото сме свесни дека се давани големи ветувања, се креваат очекувањата, а потоа, кога политичарите нема да го испорачаат ветеното, следат големи разочарувања. И тоа е лош пример. И затоа сега имаме таков темелен и студиозен пристап. Можам да кажам дека проектот кој што овде во Прилеп значеше реконструкција и ревитализација на голем број улици во општина Прилеп, заедно со уште неколку други проекти кои што во минатото сме ги комуницирале, полека но сигурно се привршуваат. Навистина, тоа кое што беше кажано се реализира. Очекувам така да продолжи и во периодот кој што следи, иако сум свесен за сите, би рекол, предизвици со кои што се соочува општината, онаа состојба која што беше наследена, а од друга страна и односот на владата на СДСМ и ДУИ кон општините, каде што имаме градоначалници од редот на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Но тоа е лошата вест. Добрата вест е дека за неколку месеци од денеска ќе имаме влада на ВМРО-ДПМН и коалицијата, влада која што на целата територија на Македонија, во сите општини, без разлика дали градоначалникот е од редот на ВМРО-ДПМН или не е од редот на ВМРО-ДПМН, сакаме насекаде да инвестираме. И минатиот пат кога бев во Прилеп кажав, но и сакам и сега да повторам дека повеќе од 250 милиони евра годишно ќе бидат реалоцирани од централниот буџет кон општините. Во Прилеп овде, во еден 4-годишен мандат, ќе бидат инвестирани до 34 милиони евра, помеѓу 8 и 8,5 годишно, што ценам дека е бројка која што навистина ќе допре до секој граѓанин во Прилеп. Ние не можеме сите проблеми да ги решиме, но очекувам дека со оваа инвестиција во еден 4-годишен мандат на идната влада на ВМРО-ДПМН голем дел од потребите на прилепчани ќе бидат решени. Така што уште еднашка сакам да ги поздравам прилепчани, да ги поканам денеска да ни се придружат за време на теренските активности, да слушнеме што е тоа што за нив е важно и истото тоа да биде дел од идната програма на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Ево, јас тука би завршил, ако имате прашање, повелете ви, стојам на располагање. Како централата во Скопје гледа нули и во Прилеп, централата во Скопје на СДСМ гледа нули во реализација и во Прилеп и во Битола? На пресконференција Кузеска неколку пати тоа го каже. Па видете, СДСМ е партија која што е клеветничка и е како партија веќе осудена во неколку наврати. Знаеме дека тоа што го кажуваат најчесто изобилува со клевети, навреди. И би сакал да предупредам на тоа да се она кое што од оваа клеветничка политичка партија се рефлектира во јавноста да се земе со резерва, бидејќи единствената нула која што може да се види во
во овој момент, а тоа е нула однесување на функционерите на СДСМ и многу криминал и корупција. Ако земат пример од градоначалниците на ВМРО ДПМН, тогаш Македонија немаше да биде во оваа ситуација во која што, за жал, денеска измаќарите од СДСМ ја донесува. Така што ве молам со многу резерви, со многу внимание, секоја порака која што доаѓа од клеветничка СДСМ, која што е осудена од ова октрирано, партизирано судство, замислете, и таа во неколку наврати поради изнесените лаги и клевети ги осуди СДСМ и треба да се извинат, јас мислам. Затоа многу внимателно, со резерва. Вчера Ковачевски ви изнервира кога рече дека после 40 години топловодот го внесуваат во Битола. Вие бевте директор на ЕЛЕМ своевремено, ВМРО ДПМН од Битола вели овој се пали со туги проекти. СДСМ треба сега да даде јасен одговор. Прво, од една страна испраќаат порака дека ќе го затвараат до 28 година рек Битола. Од друга страна велат дека го реализирале проектот на топловодот. Кој е СДСМ ја кажува вистината? Дали ова кое што планира да го затвори рек Битола и да остави повеќе од 3,5 илјади семејства на улица, или ова СДСМ кое што после 4-5 години застој конечно го придвижи проектот на ВМРО ДПМН, кој што уште во владата на ВМРО ДПМН беше испроектиран, беа обезбедени финанси и отпочнат со реализација. Затоа многу внимателно треба да се пристапува кон анализа на изјавите на функционерите на СДСМ. Јас можам да го разберам Димитар Ковачевски, се разбира, не можам да го оправдам. Може би нема предзнаење за тоа што го зборува вчера. Можам да го разберам и неговиот карактер, каде што он сака да се позиционира дека светот започнува откако тој е претседател на владата, но тие кои што стоја до него треба да му кажат дека истите тие пред неколку месеци кажаа дека ќе го затвараат рек Битола до 2028 година и истите тие веќе 5 години го стопираа проектот за топлификација, кој што ќе ве подсетам, за прв пат почнаа да се навраќаат кон тој проект пред кампањата на локалните избори, каде што загубија и во Битола и катастрофално дека во Прилеп. Така што уште една катастрофа ќе им се случи на следните избори, само тие нека продолжат да лажат и клеветат. Она кое што за нас е важно е дека ВМРО ДПМН заедно со граѓаните победува и има озбилна задача да ја трансформира Македонија. Европските препораки се дека треба да се напуштаат изворите од необновлива енергија, во случајов зборуваме за јаглен и за гасоводот. Како ВМРО ДПМН ќе реагира во однос на тоа, еве, наредната година кога ќе дојдете на власт, бидејќи се гради гасовод, стигнате некаде до Прилеп, Битола рачуна дека ќе на некој начин ќе го користи гасоводот. Како во однос на тие европски препораки вие би реагирале како еден премиер на Македонија? Прво, како инженер ќе ви дадам одговор. Македонија не сме да остане без производство на базна енергија. И доколку нормално ВМРО ДПМН ја добија честа да управува со идната влада, јас можам да ви кажам дека еден од основните проекти ќе биде продолжување на модернизација на рек Битола. Односно, задоволување на еколошките стандарди, се разбира, и десулфуризација, но и продолжување на работниот век на рек Битола и повторно, се разбира, продолжување на искористување на рудните богатства кои што ги има во околината на Битола, затоа што само на тој начин ние можеме да имаме одржлив развој на Македонија, енергија обезбедена која што ќе значи и нови производствени капацитети кои што ќе користат таа енергија. Се разбира, владата на ВМРО ДПМН во минатото и идната влада на ВМРО ДПМН во иднина има намера исто така да продолжи со инвестирање во обновливи извори на енергија. Ќе ве подсетам, уште во времето на владата на ВМРО ДПМН за прв пат се изгради ветерен парк Богданци, се изградија првите соларни панели, се изградија првите мали хидроцентрали, првите биогасни електрани, така што ние сме практично пионери не само во Македонија, туку на Балканот. Кога во Македонија се градеа овие производни капацитети,
За среќа на Македонија, за жал на околните држави, таму се уште немаше таков тип на инвестиции. Поради оваа влада ваква како што е, сега сите тие не претрка. Ние имаме озбилна амбиција да ги стигнеме и да ги надминеме, но никако нема да заборавиме базната енергија и планираме, како што кажав, озбилни инвестиции во модернизација на рек Битола, продолжување на работниот век на рек Битола. Како коментирате тоа што СДСМ гласаше против законот за амнестија? Премиерот најавува негово повторување во редовна постапка, како тогаш вие ви постапите? Прво прашање и второ, дали воопште во моментот имате некаков контакт со власта на било кој ниво за одржување на датум на избори? СДСМ во парламентот беше против законот за амнестија, но СДСМ на седница на влада беше за законот на амнестија. Така што јас мислам дека треба сега да го прашате кој е СДСМ е за што. Бидејќи се збунети граѓаните, не може да ја разберат пораката. Димитар Ковачевски, Оливер Спасовски, Бојан Маричич и останатите на владина седница гласаат за законот за амнестија. А Јован Митревски, како се викаше од Струга координаторот и останатите, во парламент гласаа против. И сега која порака на СДСМ граѓаните треба да ја коментираат. Но на што е важно е што ВМРО ДПМН има јасен став. И ВМРО ДПМН е апсолутно против да бидат ослободени криминалци кои што денеска се наоѓаат во затворите низ Македонија. Дали некои политичари превземаат обврски во комуникација со тие криминалци, па сега не може да испорачат, тоа е друга работа. ВМРО ДПМН има јасен став. Криминалците треба да бидат позади решетките, а не слободни граѓани. Така што позицијата на ВМРО ДПМН е јасна и непроменета. Што се однесува до комуникација со СДСМ, во рамките на парламентот има средби на кои што се дискутира изминативе неколку денови околу, би рекол, техничките препораки и техничките измени во изборниот законник, кои што се дел од препораките на ОПСИ и ОДИХР, и ценам дека тоа треба час поскоро да се заврши, бидејќи веќе доцниме, веќе сме влезени во фазата 6 месеци пред избори, и мислам дека веќе следната недела ќе има озбилен напредок на таа тема. Исто така очекувам и дефинирање на дата за избори. Ставот на ВМРО ДПМН е јасен. Ставот на ВМРО ДПМН е дека изборите треба да бидат заедно, да не ги трошиме дополнително парите на граѓаните, затоа што ние немаме право да ги трошиме крваво заработените пари на граѓаните. Тоа што некој се обидува преку примитивни, би рекол, политички логики и комбинаторики, повторно сето тоа да го стави на трошок на граѓаните, тоа е негов проблем. Но јасен е ставот на јавноста, ставот на граѓаните и ставот на ВМРО ДПМН. Избори треба да има на еден трошок, одеднашка споени. И председателски, и парламентарни за неколку месеци од денес. А вашиот, дали размислувате и вашиот став до каде сте со коалицирање за избори? Нашиот став е дека сега треба најпрво да ја затвориме коалицијата во што поголем број со народот, бидејќи таа е онаа коалиција каде што ВМРО ДПМН ја чувствува како природна средина. ВМРО ДПМН е народна партија и преку овие теренски акции се обидуваме да магнетизираме што е можно поголем број наши сограѓани и граѓани, бидејќи очекуваме историска победа, историскиот резултат од локалните избори и двојната победа 21 да ја заокружиме со двојна победа и на следните председателски парламентарни избори, така што фокусирани сме само на тоа. Господине Мицкоски, со оглед на тоа дека пропадна идејата на ВМРО ДПМН за предвремени избори, дали вие како партија сте веќе подготвени со оглед на тоа дека имате доволно време, дали веќе имате направено рейтинзи кои луѓе и какви луѓе ќе им понудите на граѓаните за предвремени редовни, не е тоа битно како избори, значи со какви луѓе ќе одите избори? Се уште немаме правено рейтинзи кои што ќе значат персонални решенија. Сега сме, како што кажа, фокусирани на изработка на програмата. Сакаме најпрво да слушнеме од граѓаните што е она што е важно за граѓаните, да ја оформиме програмата. Има време за таков тип на анализа, кои ќе бидат персоналните решенија, но секако тоа ќе бидат луѓе кои што се од народот, луѓе со интегритет,
луѓе кои што потекнуваат од средината, почитувани во таа средина и така натаму и така натаму. Има неколку атрибути кои што за нас се многу важни и очекувам дека тие луѓе кои што ќе бидат дел од пратеничките листи на ВМРО ДПМН уште еднаш ќе испишат историја, а потоа заедно да го поправиме тоа кое што е уништено изминативе повеќе од 6 години. Барате Господин проширување Мицкоски. на истрагата за случајот онкологија или како што велите диво месо? Што значи според вас тоа? Се извинувам, првиот дел од прашањето не го слушнав. Барате проширување на истрагата за случајот онкологија, односно диво месо, кој што велите, што значи тоа попрецизно? Па видите, тоа е еден монструозен скандал. Скандал во кој што навистина е безпредметно да се дава било каков коментар, но мораме за жал во јавноста да го повторуваме, бидејќи сепак Македонија денеска за жал повторно ќе кажам, се соочува со луѓе кои што печалеле на смртта на граѓаните. И тоа е навистина нешто што е монструозно и траурно. Ние имаме обемна документација која што опфаќа период заклучно со август месец 2023 година, бидејќи работата на комисијата беше ограничена до 21-та година. И врз основа на досегашните направени анализи излековме неколку заклучоки. Првиот заклучок се темели, кој што е фрапантен, се темели на извештај од вореден инспекцијски надзор на Фондот за здравство, на јавните набавки, на Министерството за здравство и Универзитетската клиника за радиологија и онкологија, или скратено УКРА. И тоа, од воредниот инспекцијски надзор на Министерството за здравство и јавните набавки во Министерството за здравство во периодот 1 август 21 1 август 23 година, но истовремено и парцијалниот инспекцијски надзор на Универзитетската клиника за радиологија и онкологија период декември 22, јануари, февруари, март 23, констатирани се големи неправилности и практично е констатирано дека тоа кое што се случувало до 21 само продолжува. И дури е засилено. И тие пропусти се нотирани во тој извештај. И затоа ние бараме работата на Собраниската комисија да го фати и овој период. Понатаму, од оние документи до кои што дојдовме од нивна анализа, констатиравме дека и покрај тоа што се констатирани огромни милионски залихи на лекови од страна на Фондот за здравствено осигурување, заклучно со првиот квартал оваа година, тоа не ги спречувало надлежните и во Министерството за здравство и на Универзитетската клиника за радиологија и онкологија да распишуваат тендери за истите лекови. И покрај тоа што има јасен извештај дека имаме милионски залихи. И третиот заклучок, кој што повлекува многу прашања, е како тоа се дава дозвола на пациенти по нивно барање да биде аплицирана терапија во други здравствени установи. На кој начин се транспортира таа терапија, бидејќи ако ги погледате договорите со добавувачите, јасно стои дека транспортот на таа терапија не сме да биде во средина каде што температурата е помала од 2 степени или повисоко од 8 степени. Да бидам попрецизен, температурата мора да биде меѓу 2 и 8 степени. Второ, дали некој добива повратна информација на Универзитетската клиника за радиологија и онкологија, дали на вистина таа терапија е аплицирана, дали некој носи доказ дека таа терапија на вистина е аплицирана и е аплицирана на начин на кој што е пропишана според извештај и наод на специјалист или субспецијалист. Понатаму, дали тие вијали или пакувања кои што ги имаат пациентите се целосно потрошени или пак делумно и што се прави со остатокот. Што значи тоа? Ако да речеме пакувањето е 100 единици, а пациентот треба да се аплицираат 50 единици, што се случува со останатите 50 единици? Понатаму, дали се факторира ова аплицирање на терапија од страна на УКРО кон Фондот за здравство со одземена услуга која што е дадена во друга здравствена установа или ова двојно се наплаќа?
и така натаму, и така натаму. Можам да ви редам многу прашања за кои што за жал нема одговори, затоа бараме проширување на работата на комисијата во рамките на парламентот, да добиеме, како граѓани, заслужуваме да добиеме одговор. Затоа што вие имате една омилена веледрогерија, која што, ако забележите од регистарот на јавни набавки во Министерството за здравство и на клиниката за радиологија и онкологија, снабдува милионски суми на лекови. А од друга страна имаме навистина катастрофални услови таму каде што се аплицира таа терапија. Од една страна имаме катастрофални услови, би рекол непристојни услови. А од друга страна имаме милионери кои што работат со тие здравствени установи. Некако работите се изместени. Треба да провериме зошто е тоа така. Имаме веледрогери кои што можат да конкурираат на европските милионери, а услови за жал субстандардни во здравствените установи. Да видиме кој печели на смртта и на маката на граѓаните. Едно прашање. Мислите ли дека тоа што се случува и се случувало на онкологија се случува и на други клиники? Да, имаме индиции дека тоа што се случува на УКРО, Универзитетската клиника за радиологија и онкологија, се случува и на другите клиники. Истражуваме и многу скоро и за тоа ќе излеземе во јавноста. Значи, оваа канцер мафија во здравството мора да биде во корен уништена. Едно прашање поврзано со изборите и со изборниот законник. Дали сметате дека има време и каков е вашиот став во однос на отворените листи и евентуални измени во изборниот закон? Од она кое што јас го имам како информација, две опции се на маса. Ставот на СДСМ е да има одвоени избори. Во март да биле претседателските, во јуни да биле парламентарните. Ставот на граѓаните и ставот на ВМРО ДПМН да има заеднички избори на почеток во мај. Ние веќе влегуваме во период од помалку од 6 месеци, кога треба да се интервенира во изборниот законник, а знаете, според препораките на ОПСИ ЈОДИХР, јасно стои дека не треба да се менува изборниот законник на период помал од 6 месеци од изборите. Но имајќи предвид стравот со кој што се соочува СДСМ од избори, да излезе од соочување кај граѓаните, се е можно и во 5 до 12 да се случуваат тие измени. Се надевам дека, повторно ќе кажам, дека во периодот кој што следи, до крајот на следната недела, ќе имаме напредок и ќе ги растаретиме граѓаните од оваа тема, која што не би требало да биде тема. Ова се законски и уставни категории и норми, кога треба да се случат избори. А вашиот став за отворени листи? Па видете, мојот став и за отворени листи, мојот став и за една изборна единица сум го кажал многу пати во минатото. За жал таков тип на реформа не наидува на разбирање од страна на владата.